Добар ден и од мене, ова е стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Денешната емисија ќе биде особено корисна за идните родители, пред се за идните мајки. Бројот на предвремени породувања е во пораст. Што ги предизвикува? Нова тема ќе зборуваме со доктор Александар Бојаджиев, специјалист по гинекологија и акушерство, приватната болница Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов, благодарам за поканата. Некои истражувања велат дека секоја 10-та трудница ќе се породи пред 37-та недела од бременоста. Може ли да појасните што конкретно значи предвременото породување и зошто толку често се случува? Во Америка процентот е отприлика 11% од сите бремени жени се породуваат предвремено. А предвремено породување е породување од 24-та до 37-ма недела. Периодот од 34-та до 37-ма е период кога сметаме дека не е толку загрозен плодот, а оние породувања пред 32-та, особено пред 28-та недела, веќе се предвремени породувања кај кои што значително може да настанат дури фатални последици за плодот, но и да останат последици дури и тој да преживее. Заради тоа е многу важно предвремените породувања, бидејќи се тие повеќе од половината од причинителите за неонатална смртност, тоа е смртноста во првиот месец дена од породување на бебето. Значи, тоа е главниот фактор за таа смртност, заради тоа е неопходно да се тие на време детектираат и превенираат. Дали може да се предвиди кои трудници ќе се породат пред време? Има ли начин да се детектира тоа? Така. Значи, тоа е многу важно да се препозна и предвиди на време. Има начин, има повеќе маркери кои што ние ги следиме во текот на бременоста. Една од најважните работи е анамнезата, односно историјата за предходни предвремени породувања, заради тоа што оние пациентки кои што имале предвремени породувања во предходните бременности или предходно абортуси, имаат значително повисок ризик за тоа да се случи во актуелната бременост. Токму заради тоа и тие се подложени на повеќе анализи и испитувања, а инаку и секоја бремена жена, кај секоја трудница треба да се направат одредени анализи кои што може да ни укажат на тоа дека има зголемен ризик од предвремено породување. Тие се анализа на маркери за инфекција, како еден од најчестите причини за предвремено породување. Следење на должината на грлото на матката, тоа се врши со вагинална сонда и се точно одредени параметри детектираат, дали има фунелинг, односно внатрешно скратување на грлото на матката, кое што ние не може од вагиналниот дел на грлото да го видиме, туку со вагиналната сонда го гледаме тоа од страната каде што е бебето. Така да воколку има таков фунелинг, тоа е еден предиктор дека има голема веројатност грлото да се скрати, односно се отвори пред време и да настане предвремено породување. Понатаму детекција на инфекциите, брисеви во бременоста кои што се земаат, анализа на pH вредноста на вагината, која што нормално е 4,2, воколку значително се покачи pH вредноста, може да укаже на некои присуство на локални инфекции или дисбиоза, пореметување на нормалната флора на вагината, кое што исто така може да води до предвремено породување. Има поголем број на исследувања кои што се прават, а особено е важно да се обрне внимание на скратување на должината на грлото на матката. Исто така ги споменавте инфекциите, уринарните инфекции знаат да бидат чести во бременоста. Дали тие исто така се причина уринарните инфекции за предвремено породување? Кога збориме за инфекции, воопшто тука спаѓаат сите инфекции. Најчести се оние вагиналните инфекции, најчести причинители ние земаме брисеви за тие, микоплазма, уреоплазма, хламидија, бактериска вагиноза и слично, но покрај тие уринарните инфекции може неколкукратно да го зголемат ризикот за предвремени породувања. Исто така воспаление на забите, односно гингивите,
исто така може да доведат до тоа, може исто и покачување на телесната температура, значи инфекции од сосема друго потекло. Респираторни значи може да доведат до инфламација, и кога има значи инфламација и присуство на бактериски токсини, тоа прави една каскада на реакции кои што последниот значи крајен продукт се простагландини, односно материи кои што доведуваат до контракции на матката. Така да не само вагинални, иако се тие најчести, туку и уринарни инфекции, исто така и инфекции, како што кажавме, на гингивите, а и воопшто покачување на телесната температура, инфламација, значи во организмот може да доведе до тригер, значи до прекинувач кој што ќе ја активира активноста на матката. Така, добро што ги споменавте и всушност воспаленијата на гингивите и на забите, бидејќи најчесто трудниците се плашат да појдат на забар, сметаат дека стоматолошката процедура може да придонесе да започне предвремено породување. Тоа е неоправдано, напротив, потребно е сите воспаленија или гнојни процеси на забите да бидат третирани и нема никаква контраиндикација тоа да биде извршено во периодот на бременоста. Кои се симптомите на предвременото породување? Дали се исти како и класичното породување или пак има некои знаци кои што навестуваат дека тоа ќе се случи неколку дена порано или недели? Симптомите се некој притисок, значи во долниот дел од стомакот, во крстот, болка, регуларни контракции кои што се на 10 минути, па се зачестуваат, се зголемуваат, исцедок вагинален, па дури и течење вагинално кој што може да е знак и за прскање на воденикот, значи тоа се веќе касни симптоми кои што кога веќе ги имаме, значи се бориме понатаму да се справиме со предвременото породување. Многу е важно жените да дојдат пред да се јават тие симптоми, заради тоа што тогаш на вистина и можеме да направиме значителна разлика во бременоста, односно да помогнеме таа бременост да се износи и тоа бебе да се роди во таа недела која што нема да го загрози бебето. Инаку, чисто ќе спомнам дека голем број луѓе што се историски познати се пред време родени, како што е Ајнштајн, Њутон, Исак Њутон, значи Пикасо, значи голем број научници, така да не значи дека ако е некој дете предвремено родено дека ќе има некоја мана. Значи овие се луѓе кои што пред неколку века се родиле значително пред време и станале едни од најисториски важните значи интелектуалци. Така да има решение за све, значи и педиатрите се голем фактор, односно кои што играат голема улога во целиот тој процес, но исклучително е важно, значи, да се предвременото породување превенира на време. Доколку трудницата забележи некои симптоми кои што укажуваат на предвремено породување, веќе споменавте дека треба навремено да се јави на гинеколог и што се презема, дали има шанси да се одложи тоа? Значи има шанси. Прво, ако приметиме скратување на грлото на матката, ние даваме прогестеронски препарати. Понатаму, воколку има прогресија во тоа скратување, односно тој почетен фунелинг воколку напредува, тогаш се поставува индикација во случај на отсуство на инфекција, се поставува индикација, се постави сарклаж. Тоа е значи конец на во долниот дел на грлото на матката кој што го држи грлото на матката затворено, за да не се отвора понатаму во бременоста. Тоа е особено кај оние пациентки кои што имале значи претходна конизација, значи оперативен зафат на грлото на матката или кои што имале повеќе кратни спонтанни абортуси или намерни абортуси или предвремени породувања, каде што самото грло на матка има изгубено својата потпора, односно сврзните влакна, и на тој начин ја нема таа статичка функција што треба да ја има за да ја се износи бременоста до крај. Во тој случај треба да се стави тој сарклаж, дури за оние пациентки кај кои што со самата конизација на некој начин ампутирано грлото, дури за нив имаме решение, во нашата болница се прави абдоминален сарклаж, односно сарклаж од фактички преку стомакот, каде што многу во повисокиот дел од матката се прави таа потпора за да може да се износи бременоста.
А кои се ризиците доколку дојде до предвремено породување за бебето? Еве споменавте дека може да преживее бебето, да биде се во најдобар ред, тоа се случувало и во минатото, но сепак постојат и ризици по здравјето и по животот. Ризици, да, сепак треба да се види во кој период од бременоста настапило предвременото породување, заради тоа што предвремено породување под 34-та недела се смета дека тие бебиња што во тој период ќе се родат во принцип е исто како и да се родиле во термин, во однос на морталитетот, односно смртноста и преживувањето и болестите кои што може да ги имаат. Но значително голема разлика има кај бебињата родени пред 26-та недела, значи смртноста е повеќе од 50%. Исто така шансата за понатамошни проблеми во развојот и последици кај децата кои што може да останат во смисол церебрална парализа, пореметување во развојот, невропсихичкиот развој кај детето може да биде 20 до 30%, зависно од неделата, така да има огромна разлика во која недела настапило породувањето, дали во 25-та, 6-та или во 34-та, воопшто не е исто. Заради тоа и постапките кои што ние ги правиме за да се одржи бременоста не се секогаш исти во секоја недела. Така. Вториот дел од емисијата ќе биде контактен. Тука ќе имате можност вие почитувани да се вклучите во програма на телефонскиот број 3076 677. Можете да поставите прашања на денешната тема која што е поврзана со предвременото породување, но исто така денеска ќе проговориме и за плодовата вода, за незината улога, но и за ризиците доколку таа се замати, доколку се намали или пак гинекологот утврди дека незиното количество е зголемено. Како што веќе споменав, плодовата вода исто така ќе биде тема на денешниот разговор. Зошто е важна плодовата вода? Каква е незината улога? Плодовата вода има голема улога. Таа е значи производ на комплексни взаимодействија помеѓу бебето, плацентата и мајката и незината функција овозможува бебето правилно да расте и да се развива, во смисол што овозможува негови нормални движења во просторот, со тоа и овозможува добар развој на мускулниот и на скелетниот систем на бебето. Понатаму еден вид е како амортизер на шокови од надворешната средина, има улога во терморегулацијата, значи при контактот со надворешната средина, значи има бактериостатско дејство, самата содржина бидејќи содржи антитела кои што спречуваат, оневозможуваат, значи развој на бактерии во самата плодова вода. Така да има огромен број на функции, исто така има овозможува подобро движење на бебето и спречува притиснување, односно потиснување на папчаникот, кое што би се случило доколку таа е намалена или отсутна. Така да има голем број на функции, е многу важно нејзиното количество кое што ние во тек на целата бременост го следиме. Значи од 12-та недела која е таа 60-70 мл до некои 400 мл во 24-та недела, 28-та недела до термин од прилика 800 мл до 1 литар, така да, значи, таа континуирано до терминот се зголемува, потоа се намалува незиното количество како се намалуваат и функцијата на пациентот. Дали мајката, односно идната мајка, трудницата може да влие на количеството на плодовата вода, доколку пие повеќе течност или пие течноста во одредена положба, доколку лежи на колки слично? Тоа се информации до кои што можат трудниците да дојдат доколку чепкат нели по интернет. Па точно, да, само што мора да напоменам за тоа чепкање на интернет, многу е важно да се разграничи дали плодовата вода е намалена како последица на дехидратација на мајката. Во тој случај можат. Значи, ако пијат повеќе течности, ако конзумираат повеќе овоши во смисол јагоди, помаранџи, брокули, урми, значи салата, ајсберг и слично. Во тој случај може да се зголеми ако е
пациентката дехидрирана и ако пие повеќе течности, конзумира значи ова се што го кажав, патлиџани исто така, значи лубеница, сите тие овоши и зеленчуци можат да го подобрат, односно подигнат нивото на плодовата вода, но воколку е намалено како последица на дехидратација на мајката, но воколку е намалено како последица на инсуфициенција на плацентата, што исто така често може да биде случај и не е параметар што ни укажува дека може и треба итно или брзо да се заврши бременоста. Тогаш исто предвремено порадување, всушност. Предвремено кое што ние докторите го предизвикуваме во интерес на тоа да добиеме здраво дете. Заради тоа што воколку не се реагира на време, може да настапи интраутерина смрт. Значи, ако пациентата има инфаркти, ако пациентата значи, има инсуфициенција на пациентата, ако се забележува намалување на плодовата вода, ако се забележува заостанување во растот на бебето, тоа се све знаци дека има пореметување во протокот на крв према бебето и треба да се завршува бременоста, односно да се процени кога е идеалниот момент кога на бебето ќе му биде подобро надвор, отколку внатре во матката да се продолжи бременоста. А што доколку има зголемено количество на плодова вода, дали тоа е ризична состојба и дали во тој случај гинеколозите понекогаш може да се решат за предвремено порадување? Така, значи зголеменото количество на плодова вода значи може да е од повеќе фактори. Еден од тие фактори е неконтролиран диабет во бременоста, може да биде и како последица на аномалии на бебето, на нервниот систем, на гастроинтестиналниот тракт, бидејќи плодовата вода се формира на тој начин што бебето ја излачува преку бубрезите, преку уринарниот тракт и ја голта, да. Од прилика 500 до 700 мл излачува во термин преку бубрезите, а голта од прилика околу 400 мл. Тука има и преку плацентата, преку дифузија и слично. Но значи едниот фактор може да биде диабет, другиот фактор може да бидат аномалии, како што рековме, на дигестивниот систем на бебето и слично. Воколку е зголемена количината на плодовата вода, има значително поголем ризик при самото порадување, таа ако нормално има 1 литар во термин, кај зголемувањето таа може да биде 2 литри, 5, имало случаи 15 литри, значи тоа е екстремни случаи, каде што при истекување на таа плодова вода може да се одлепи, значи тоа се вика абрупција на плацентата и тоа е животно загрозувачка состојба и за мајката и за бебето. Може да испадне папчената врбца пред бебето. Тоа е исто така има малпозиции на плодот, пошто има премногу количество на плодова вода и бебето не е наместено во онаа вообичаена позиција, може да биде попречно наместено и слично. Така да и зголеменото и намаленото количество на плодова вода не е добро. Имаме третман и за едната и за другата состојба, така да се решава тој проблем. А што е со промената на бојата на плодовата вода? Промената се слуша терминот за матена плодова вода, дали исто што и промената боја на плодовата вода? Тоа не е медицински термин за матена, тоа е повеќе народски термин. Има повеќе, да кажеме, типови на заматена плодова вода. Ке кажам, еве, меконијална плодова вода. Мекониум е она што е првата столица на бебето, што обично ја излачува од која ќе се роди, што може да ја испушти уште додека е во интраутерина, односно додека е пациентката бремена. Тоа може да се случи воколку бебето е хипоксично, значи има намален проток на крв према него, односно доток на кислород. Може да биде ако е притиснат папчаникот, може да биде ако е притисната главата на бебето и рефлексно се излачува тој мекониум во плодовата вода и тогаш таа станува заматена. Може тоа да се примети хипоксијата на бебето со нашите техники во смисол на ЦТГ апаратот, каде што следиме срцевата фреквенција на бебето. Може на доплер, на ултразвук да се види намален проток на крв према бебето и особено тој, ако се излачи тој мекониум во плодовата вода, не е најстрашното. Најстрашното е ако таа хипоксија понатаму доведе и бебето да аспирира од таа плодова вода. Тогаш е веќе навистина сериозен проблем, бидејќи може да настане мекониум аспирирачки синдром, каде што тој мекониум бебето го аспирира во плуќата и може да ги запуши значи дишните патишта во плуќата, да доведе до една тешка пневмонија што може и за бебето да заврши фатално. Доктор Бојаджиев, ви благодарам што бевте дел од 0N+. Навистина корисни информации за родителите.
Пред се оној дел за предвременото породување, со знаците доколку почувствуваат нешто такво, навремено да се јават на гинеколог, за да се спречи или да се реши проблемот. Благодарам на поканата. Тука го заокружуваме денешното издание на 0N+, се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.